Почитувани гледачи, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Асоцијацијата на архитекти Мартин Пановски, со кого ќе разговараме за проектот Скопје 2014. Господине Пановски, во изминатиот период во јавноста се отворени многу прашања околу проектот Скопје 2014. Од финансиски, социјални до културолошки аспекти, до тоа дека не се почитуваат професионалните стандарди околу неговата изградба. Што според вас е најпроблематично околу изградбата на овој проект? Вака се, мислам дека многу е тешко да се каже точно што е најпроблематично. Мислам дека најпроблематично е и вака од мој аспект гледано е рефасадирањето и бришењето на историјата на градот. Значи, оној современа историја и современ карактер кој што го има Скопје после земјотресот 63 година. Тоа е вака еден аспект кој што е проблематичен. Втор проблематичен аспект е узурпирањето на јавните простори. Едноставно, Скопје 2014 и да нема таков лик каков што го има, и да не се рефасадирани објекти кои што се незначени само за нас, значи се значени за некакво европско културно наследство од аспект на современа архитектура, значи тие објекти како што е НАМА, како што беше владата, ги има во книги кои што не се издание на Македонија, него се германски изданија и така натака и така натака. Така тоа покажува едно необразованост од оние кои што го направија. Втора работа што е в суштина направено на сила. Значи тоа е буквално правени интервенции на сила. Иако и Асоцијација на архитекти реагира уште 2010 година на vanredно собрание и континуирано реагира од 2010 година наваму, независно кој е председател, кој се во управен одбор, кои се членови, бики членовите се да кажам, се менувале во текот на годините, нема отскокнување од тој став, бики тоа е тоа. Деновиве најавивте дека архитектите ќе побараат ревизија на проектот Скопје 2014. Што би значало тоа? Не најавив дека ќе бараме ние ревизија, нити мислиме да правиме некаква класична ревизија. Едноставно мислам дека однапред требаат архитектите, тоа е Асоцијација на архитекти, да даде свој став што со Скопје 2014. Ревизија како ревизија, најверојатно ќе си ја прави некој зависност од кое министерство што правело. И најверојатно ќе си имаат внатрешна ревизија за тие објекти, но не сакам да се случи, не сакаме како архитекти да се случи повторно некој да каже ова ќе го правиме, па ние тогаш да реагираме дали е добро или не е добро. Едноставно сакам да биќе ова е сериозна работа, не е дали ми се свига или не ми се свига. Тоа еднашка мора да се разбере дека нема за и против. Не би требало да има за и против, биќе ова е всушност еден чин варварски кој што буквално беше истеран на сила. И ние како архитекти мораме да заземеме став како струка. Значи, да, јавни дебати ќе има, но прво ќе има стручна дебата. Стручна дебата од која што би требало да излезе некаков документ, некаква студија, што со тие објекти. За да тоа го направиме, ние треба да ни се отворат вратите, да ги видиме објектите. Едноставно не сме ги виделе, гледаме некои објекти од надвор, а како стручњак не би сакал да оценувам нешто спрема само надворешен изглед. Повторно ќе кажам, не зазимам никаков став дека има добри работи, може да има дури и полоши работи кои ќе влезете внатре. Така тоа едноставно треба да се види. Вака само на памет збориме дека има некакви уколарите наши архитектонски, дека внатре, не знам, ходниците биле тесни и така. Кога ќе ги видиме, ќе знаеме официјално, значи кога ќе ги добиеме проектите, ќе знаеме што да кажеме. Како може да се поправи штетата од проектот Скопје 2014? Од она што го гледаме од надворешен изглед, јасна ни е целата приказка. Значи, е кич. И тука нема друг збор.
враќање на старите фасади на овие објекти кои што веќе ви ги споменав, мислам дека е неминовно. Биќе би било едноставно од наша страна, да кажам, кукавички, ако кажеме, окей, се потрошија пари за да се направи рефасадирање на владата и толку ќе не пишува во книги дека не сме направиле ништо. Значи, ова ќе влезе во историја и веќе е влезено. Не е само во наша историја, влезено и во странска историја, како еден преседан во архитектурата и урбанизмот општо во светот. Значи, по тоа сме некои лидери сега. Значи, во негативен смисол. Но асоциација претходно треба да работи на штетите кои што ги прави Скопје 2014 некако физички изграден простор. Скопје 2014 направи повеќе штети во однос на ценењето на архитектите, во однос на почитувањето на регулативата. Значи, таа е сменета во однос за да може да се направи. Ова нешто се менуваа закони, се менуваа членови во правилници, кои што врска немаат со струката, се со цел да се направи ова што се направи. Во Асоциацијата на архитекти регистрирани се околу 150 членови според она што е објавено на вашата интернет страница. Дали и колку од овие луѓе учествувале во проекти во Скопје 2014? Членството на асоциација е околу 300 членови, тоа варира, в зависност кој има платена членарина или не. Од членови кои што работеле, мислам дека биле членови не се од 2010-та нааму, оние кои што работеле и кои што се уште работат, не се членови веќе на асоциација од 2010-та нааму. Така да од овие активни членови кои што ги имаме во моментот, мислам дека нема директно инволвирани. Дури некои не знаеме кои ги работат проектите, не само што проектите не сме ги виделе, не знаеме и кои ги работат проектите, така да тоа отом потом ќе се види. Во меѓувреме, во главниот град, освен проектот Скопје 2014, продолжува градежната експанзија. Дали сметате дека изградбата се одвива согласно урбанистичките планови и другите прописи и мерки? Воглавно се одвива согласно плановите и прописите. Проблемот е што плановите и прописите не секогаш се добри. Во голем дел од случаите не се. Значи не се стручно направени. Не ги окривувам колегите. Сум присуствувал на дискусии за планови одредени. Тоа е едноставно, може да се каже, желботека на градоначалници, министри и така натака. И едноставно се сведени колегите да, ако сакаат да работат, да мора да слушаат. Тоа е она што е страшно, затоа ви велам. Скопје 2014 беше и претходно така, но со Скопје 2014 веќе доживеа максимум на едноставно негирање на професијата. Урбанистот како професија е ставен скроз на некое најдолно ниво, би требало во креирање на градот да биде на најгорното ниво. Во моментов се сведени на изработувачи на желби за некаков урбан развој. Кога ќе се сведете, ова ми е многу битно, ќе се сведете дека, кога ќе видите плановите, сваќате дека не ги работел всушност урбанист, дека се работени од луѓе кои што едноставно гледаат од надвор, најчесто мислам дека од ханиоти или од негде ги гледаат како се развиваат, викаат да, нема проблем, ќе се развива и Скопје така. Скопје е главен град и се развива по парцелизација, буквално за да се заграби што може повеќе. Дали зеленилото ја загуби битката со така наречената урбана мафија? Зеленилото, мислам дека и веќе во Скопје ја има загубено битката и мислам дека не има загубено само со урбаната мафија. Ако таа постои, него има загубено со сите нас како граѓани, бидејќи ние како граѓани после 90-та година едноставно не свативме што е заедничко. И се што беше заедничко едноставно не се негува и не се ни цени. Бидејќи сум човек од пракса, знам како и размислуваат, не се урбана мафија, се граѓани на градот. Едноставно кога ќе дојде збор за зеленило, а треба да се направи куќа, они сите ќе направат куќа.
Освен проектот Скопје 2014, урбанизацијата на главниот град се забележува скоро во сите негови делови. Како гледате на безбедносниот аспект при процесот на планирање и изградба на објектите во главниот град Скопје? Дали доволно се запазени мерките за заштита на жителите при земјотреси, поплави и при други природни непогоди? Сум убеден дека во проект се е задоволено. Што после се случува во градба и уште повеќе што после се случува во одржување, тоа е веќе дискутабилно. Да, ако ги одржувате објектите, ако се чистат атмосферските канализации, нема да се случаат оние работи што се случија. Пак велам, во проект сигурно дека функционира се како што треба. Не би сепак станува збор за инженери, не само од архитекти, зборам и статичари, зборам и се. И мислам дека она безбедност од земјотреси и такви работи, мислам дека тука е веќе и како инвеститори со тоа не си играат. Господине Пановски, ви благодарам за интервјуто. И вам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте. Довидување до следното емитување.